И како што видовте во најавата, мој прв гостин во денешното издание на Студио 1 е градоначалникот на главниот град, господинот Петре Шилегов. Добро дојдовте. Добар ден, добре најдов. Благодарам за поканата. Градоначалниче, прва и актуелна тема е најавениот паркинг за моторџиите. Меѓутоа, ова не е темата на која што ќе ве држиме во Студио 1 само. Од каде оваа идеја, откако излегоа на протест пред седиштето на град Скопје моторџиите, кои што вела дека никаде во Европа не се наплаќа паркинг за моторите? Значи, прво од каде идејата? Јас верувам. Знам дека и моторџиите, меѓутоа знам и дека сите граѓани веруваат во тоа дека Скопје конечно треба да стане град во кој што владее редот. И оние што ја пратат проблематиката што ја работиме во изминативе неколку месеци, гледаат дека полека на сегменти, во делови, во Скопје полека воведуваме еден поинаков режим и поинаков начин на живење во градот. Сега, комплексноста е малку поинаква, бидејќи секој природно е веројатно сака да си го заштити својот интерес. Па кој ќе појдете, кога почнавме да го регулираме водно, е кај баш водно најде што не го среди градот. Па почнавме со столпчињата, и што сега столпчињата ли дојде редот да го забранувате сообраќајот, што не го среди градот. Почнавме на Бит пазар, кај сега од тезгаџиите ли најде дојде редот, што не го среди градот. Исто беше и па со бостанџиите и со Буњаковец беше, па што сега бостанџиите ли ти дојдоа што не го среди градот. Дојдоа моторџиите, моторџиите ли ти дојдоа што не го среди градот. И кога ќе видите на назад, де факто, всушност нам ни се случува дел по дел парцијално да го средуваме градот. Паркирањето во градот, вклучително и на моторциклите, е дел од воведување на ред по градот Скопје. Вчера имав средба, денеска имав средба со нив и дојдовме полека да ги придвижуваме работите, да констатираме дека всушност сите работиме за еден заеднички интерес. И моторџиите како категорија на луѓе кои што сакаат да има ред и во оставањето на мопедите, а каков ќе биде паркингот, каде се ќе се организира, кој ќе биде неговиот квантитет, дали делови од тоа паркирање ќе се наплаќа, дали нема да се наплаќа, е работа која што или преку која што полека ќе дојдеме до констатација. Следна е можноста, да речам, во моментов, како најеклатантен пример, ако сака моторџија да го остави својот мотор во катна гаража под надзор на службите на градски паркинг и под видео надзор за да му биде безбеден, тоа во моментов не може да го направи бидејќи градот нема утврден ценовник. Таа услуга сите се согласивме и денеска дека да, градот ќе треба да ја наплати. Меѓутоа факт е дека во европските градови, тоа јас и вчера го кажав на средбата, имате делови од јавниот простор кои што се предвидени, да речем, за мопеди, за мотори, каде што паркирањето е бесплатно. За таков тип на уредување, меѓутоа е мултикомплексно прашањето, не е тоа едноставно. Јас никогаш одлуките не ги носам на начин што, како беше на миле ми текна, и сега вака ќе биде. Сакам да ги сослушам сите страни, сакам да ги видам заинтересираните луѓе кои што размислуваат за таа проблематика или живеат со таа проблематика и да најдеме заедничко оптимално решение. Така ќе биде и со моторџиите. Лека по лека веќе на денешниот состанок отворивме повеќе прашања за кои што гледаме дека слични ни се размислувањата и разговорите. Така беше и со бостанџиите. Дали формиравте работни групи? Да, веќе функционираме. Денеска ја имавме првата средба. Констатиравме што е тоа како размена на податоци што треба да го направиме. Останува вашата идеја првата година да биде бесплатно сигурно? Значи, имаме година дена за пеглање на ставовите. После тоа ќе констатираме дали тоа ќе биде и каде ќе биде бесплатно. Дали тоа ќе се наплаќа, каде ќе се наплаќа, ако се наплаќа, поопшто. Пак би кажав, првиот пример што го почнав, да го однесе човек сега ако сака моторот во катна гаража за да му биде безбеден бидејќи е скап, не може, бидејќи градот нема ценовник за таков тип на услуги. Значи, комплексно е прашањето, не е едноставно за да може со декрет да го решите. Така беше и со бостанџиите. Месец дена работевме со тие луѓе да се тргнат од таму, 10 дена. Не сакаа да се тргнат. Ги употребуваа влезовите по зградите, особено на Братфордска, да речем, каде што беше најизразен тој проблем, ги употребуваа влезовите на зградите и за нужда вршење. Правеа сериозни проблеми на жителите во околината. Продавањето не им беше уредено, некој велеа удрил Шилегов по сиромаштијата,
што навистина не е точно, не стануваше збор за земјоделци, туку за трговци. Да му заплениш на човек 10 тони роба и да се врати по пладнето со нова, дефинитивно е се, само не е социјален случај. Поентата на муабетот е дека е Скопје комплексно прашање. Не е тоа едноставна работа каде што вие со декрет одеднаш може да ги решите сите проблеми. Решавањето парцијално дел по дел на овие работи ќе направат градот во многу блиска иднина да има сосема поинаква слика. Впрочем, прошетајте денеска по Битпазар. Погледнете го Битпазар како беше пред непол месец, каков е сега. Ама знаете дека и за ова ви замеруваат граначалници? Зависи, замеруваат луѓето кои... Дел од критичарите велат Шилегов се фали затоа што ги трнало таму пазарџиите. Ама сликата која што сега имате на Битпазар е слика која што личи на град. Не личи на дива лига како што беше претходно. Од друга страна, работевме сериозно со луѓето што продаваа надвор од пазарите, да ги внесеме внатре во системот. Тие што продаваат надвор од пазарите прават проблем на луѓето што се внатре во пазарот. Бидејќи тие внатре во пазарот плаќаат за тезга, плаќаат даноци, плаќаат се. Ме разбирате, и вие фактички го уништувате бизнисот на оној што е внатре и што е легален. Мора како институции, мора како град да се грижиме да ги заштитиме интересите на сите, овие кои што се надвор од системот да им понудиме соодветни пакети да ги внесеме внатре во системот, со цел да тоа место што децении наназад никој Битпазар не го чепкал, сега кога ќе поминете, од среда започнуваме со обележување на велосипедски патеки на Битпазар. Може би било мисловна именка до пред една година дека на Битпазар ќе имате велосипедска патека по која што ќе се одвива велосипедски сообраќај. Меѓутоа, еден по еден, тие проблеми ги решаваме, за жал, напластени, наталожени, повеќе деценијски или долгогодишни проблеми во моментов се работат и се решаваат. Како созреваат една по една, ги изнесуваме работите во јавноста. Друга актуелна тема е бегалските кампови, односно би рекол на социјалните мрежи се ширеше еден документ кој што вели дека во близина на Визбегово ќе се гради камп за странци. Министерката Царовска за ова рече дека се работи за лажни вести, односно дека опозицијската партија лиферува со такви информации со цел да се создаде револт. Еве конечно простор да елаборирате што ќе се гради во Визбегово. Она што го работиме ние како град во соработка со Министерството за труд и социјална политика во Визбегово е проширување на капацитетот моментален кој што постои за згрижување на бездомни лица. Значи тој центар во моментов е некаде околу 80 лица, градот во моментот, иако е тоа флуидно, има околу 450 бездомни лица. И тоа е тоа што го зборуваме, на секој човек да му дадеме шанса и да го згрижиме, да го ставиме и да го насочиме внатре во системот. Такво прашање имаше ден или два пред да почнат спиновите по социјалните мрежи на седницата на советнички прашања на градот и таков одговор како што го давам и сега добија и советниците од опозицијската партија. Прашањето за кампови за емигранти е прашање кое што во македонската јавност се труби години и години наназад, кога беше во опасност тогаш отвореноста на балканската... превземањето на власта. Знаете, криминалот, определени структури се обидува својот криминал да го сокријат зад наводниот нивни патриотизам и нивната наводна загриженост. Од големите приказни тогашни за не знам си какви бегалски кампови кои што ќе ги отвори Социјалдемократската социјална Македонија, еве, помина година и пол, две, ни јал, ни абер има. Исто толку веродостојна и оваа приказна која што последниве денови се врти по социјалните мрежи за тоа дека наводно во Визбегово или во Бардовци ќе бидат градени кампови за бегалци. Тоа е апсолутна лага. Против аргументот на ова би било ако Европската унија, бидејќи сега внатрешно во Европската унија има поделба на политиките, например, поготово за мигрантските политики. Против аргументот би било доколку Европската унија го побара тоа од Македонија, дека СДСМ би се согласил да ги гради тие кампови. Ама, знаете како, апокалиптични сценарија за пропаста на Македонија и што се не знам немало да направи оваа власт, за едиси вакви или онакви причини се имаме изнаслушано, особено од моментот кога криминалната врхушка почна да го губи тлото под нозете. Како очигледно се ближат деновите на пресудата од една страна за определена структура од тие луѓе, како оваа другата структура која што дојде и која што е тотално безидејна
нити може да се одлепи, нити сака да се одлепи веројатно од криминалното раководство, од нивно поранешно, нити пак креира некоја активна или атрактивна политика како понуда на граѓаните, што и не може да го направи се дека не се одели. Сепак треба одлука граѓаните. Тие ви се, ме разбирате, тие ви се хипотетичките ситуации кои што се пласираат во јавноста со цел да дојде до конфузија и до збунување. Ке пропаднеше Македонија затоа што сме склучиле договор со Бугарија. Ево година дена помина. Па не пропадна Македонија. И претседателот Иванов на крај го поддржа договор. Па кај ви е сега тиранската платформа? Ја трубеа, 80 дена шетаа по улици, ке не убија нас во собрание. Каде ви е тиранската платформа? Ке се распаднеше државата, ако се да се ја направила власт. Значи, јас ги разбирам. Таа е структура на луѓе сериозно заглибена во криминал и која што се обидува како риба на суво во моментов да мафта со опашот, а овие новите кои што дојдоа не смогнаа внатрешни сили да се одделат од нив со цел да се исчистат партијата, затоа што искрено верувам дека во Република Македонија се потребни и добра власт и добра опозиција, затоа што така ќе ги имаме контролните механизми на чек енд баланс и така ќе ја влечеме државата напред, а автоматски ќе окачуваме квалитетот на живењето во нашата држава. Друго прашање кое што се помалку го има во јавноста е споменикот на ќосето. Кога беше отстранет споменикот, беше однесен во депото на МЗТ, од каде што околу речиси 20 до 30 дена имаше Сдруженијето за духовно обединување на сетинци, попадинци, крушоради од Лерин да го земат споменикот. Во меѓувреме општина Сопиште, односно раководството во општина Сопиште го бараше споменикот, не им го дадовте. Каде е сега? Што се случува? Во депото на МЗТ? Во депото на МЗТ, ова Сдруженијето што го имаше донирано во градот Скопје се изјави дека не е заинтересирано да си го земе назад. Ние мораме да го чуваме затоа што истото па е предмет на судска постапка тужба. Ова Сдружение не го платило лењето на тоа и на други 4 споменици, а топло препорачувам на општинското раководство на општина Сопиште. Таму е владеачка структура на ВМРО-ДПМН, наместо да се занимава со превземање на споменици за кои што патем кажано совршено немаат никаква надлежност, да се обиде на тие луѓе уништените патишта барем да им ги асфалтира, конечно да донесе детален урбанистички план, а не да заработуваат определени мокници со изработка на АУПИ во општината, за да можат луѓето да си ја подобрат инфраструктурата, да добијат водовод што години, десетици години не го прават од Патешка река до Сопиште, да добијат конечно сијалици и улично осветлување на улиците, да не се занимаваат нити со Скопје, уште помалку се занимаваат со ќосето, нека почнат да се занимаваат со граѓаните на нивната општина. Друга тема за која што исто така бевте критикуван беа ваучерите. Ваучерите за луѓето кои што се под дејство на алкохол, наместо да возат со своите возила кон дома, тоа да го прават со такси превоз со ваучер во висина од 100 денари. 100 денари не се доволни ниту од центар до аеродром. Тоа е акција која што градот Скопје ја поддржа. Таа акција градот Скопје не го чини ниту 1 денар, 0 денари. Таа акција ја превзема Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, Автомотосојузот на Македонија и Сдруженијето Ресторани МК. Таа акција се состои од тоа што граѓанин кој што ќе направи резервација онлайн преку Ресторани МК има право од келнерот во ресторанот каде што бил гостин да побара и да добие ваучер заради извршената онлайн резервација. Идејата на организаторите, значи на Ресторани МК, на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и на Автомотосојузот е да се обидат луѓе кои што можеби употребувале алкохол, да се вратат побезбедно дома со јавен превоз, во конкретниот случај такси превоз, меѓутоа услова да го добиете ваучерот не е да бидете алкохолизиран, туку да извршите резервацијата онлайн. Јас сметам дека секој од нас кој што е на раководна функција и е јавна личност во општеството, во државата, дека имаме обврска да поддржиме таков тип на акции. Никогаш нема да знаете дали со таквата поддршка ќе успеете да спасите живот на некој наш сограѓанин. Затоа што не страдаат само пијани возачи, туку имаме многу жртви
на пијаните возачи. И попаметно е, наместо да имаме, условно кажано, фаќање сеир на такви работи, тие што сме јавни личности во државата, да поддржиме луѓето да не возат во алкохолизирана состојба. Знаете, еврејска е, ако си спасил еден живот, си го спасил цел свет. Стара поговорка, илјадници години стара. Ајде да се обидеме, секој од нас, во рамките на тоа што имаме како одговорност, како луѓе од јавниот живот, политичари, естрадни уметници, културни работници, сите тие што се дел и од шоу бизнисот, и од политиката, со општествено влијание кон определени целни групи, да направиме една заедничка кампања да луѓето не возат пијани со цел да спасиме барем еден живот повеќе од такви какви што ги имаме. Преку 260 жртви имаме во сообраќајот во минатата година во Република Македонија како резултат на возење во алкохолизирана состојба. Барем еден да сме спасиле, сме направиле многу голема работа. Тоа е тоа и заради тоа јас како градоначалник застана во поддршка. Сметам дека е моја должност како човек, како родител, како општествен чинител, да поддржам акција која во суштина е длабоко хумана и има за цел да спречи девијантно однесување. Јас тоа ќе го направам во секоја друга прилика која што било која акција ќе организира некој, а која што за крајна цел ќе има безбедност на животите на граѓаните. И знаете дека токму поддршката на оваа идеја ви се врати како бумеранг. Ама не е битно тука Петре Шилегов лично. Им кажав на совет, ќе го повторам и сега. Не се ливам ја тоа, неам проблем со таа работа. Додека бевме во опозиција, во таква партизирана држава во каква што живеевме, ДПМН-то организираше 9 истраги на потеклото на имотот на Шилегов. Бидејќи мојот најголем грев беше купил стан или имал кола или имал бизнис или не знам си што, јас сум успешен човек. И како успешен човек влегов во политиката, реализиран професионално, човечки. Немајки што да прават, бидејќи нема што да најдат црно, нити за мене, нити за семејството мое, ние имаме неколку мали бизниси, раниме 15-20 семејства, што мислам дека е сосема во ред, се раниме вработени луѓе, имаме, им даваме солидни плати и измислија Шилегов бил пијандура. Ма во ред е. Нека тераат они само така. Јас многу добро знам, тие што ме знаат, многу добро знаат. Не можете вие да бидете и алкохоличар и да бидете успешен, така? Значи, не сум човек што конзумира алкохол. Меѓутоа, ВМРО-то си ја тераат својата работа, нека си ја тераат само така. Убаво им иде. Јас, без оглед дали тоа мене лично ќе ме кошта, во смисла политичка или во црната кампања што ја тера ДПМН, ако треба, со поддршка на некоја акција, да спасам живот на некое дете, јас ке застанам да го спасам тој живот. Одбирам да спасам живот на наш граѓанин на конто на мојата политичка кариера. Сметам дека ако ги вратиме назад вистинските вредности во општеството, девијациите кои што ги доживеавме во изминативе 12 години, со целосна дисторзија на вредностите, само така ќе успееме да ја вратиме Македонија во нормала. Градоначалниче, Ерџан Селими, советник во град Скопје од партијата Ром, обвинува дека не се грижите за ромите во Шуто Оризари и неодамна ве праша што е со атмосферската канализација, иако ја ветивте пред изборите. Мислам дека малку непринципиелно беше однесувањето на советникот со целосна почит кон неговото право да поставува советнички прашања и да влечат после спинови од одговорите кои што ги добиле. Вистината е следна. Изведбата на атмосферската канализација во општина Шуто Оризари беше работа што јас ја наследнив како градоначалник. Од друга страна, нарачав како градоначалник проект за реконструкција на главната сообраќајница или главната улица во општина Шуто Оризари, Индира Ганди. Меѓутоа, изведбата на изведувачот што го избра претходната градска власт не беше квалитетна. И јас морав да ги вратам во гарантниот рок да ги поправат недостатоците во атмосферската канализација, бидејќи се уште имаме делови каде што таа канализација не одговара на потребите, односно на проекциите за кои што е направена. Сега што требаше јас да направам? Да ја асфалтирам улицата па да ја прекопаме заради канализацијата или вака додека е да ја средиме канализацијата па да ја завршиме улицата. Доби советникот одговор дека во општина Шуто Оризари, откако ќе биде завршена реконструкцијата на тазе направената канализација неуспешно, лошо проектирана,
дека ќе се изврши целосна реконструкција на улицата Индира Ганди и тоа е нешто што ние ќе го завршиме до април 2019 година. По програмата на градот е така предвидено. Сметам дека е подобро вака неквалитетно изведената канализациона мрежа да ја поправиме и потоа да ја реконструираме целата улица, а не да одиме обратно. Впрочем, тоа го зборувавме во кампањата. Треба да ја поставите добро канализацијата, потоа да ја поставите улицата врз неа. На дел од проектите кои што ги започна вашиот претходник, господинот Коце Трајановски, ставивте мораториум на дел од градбите кои беа започнати. Дали тој мораториум е се уште на сила? Овде би се надополнил со палмите, исто така. Милионски суми се вложија во палмите, сите палми завршија во отпад. Ќе одговара ли ова некој? Што покажуваат ревизиите на град Скопје? Мораториумот отидовме чекор понатаму и програмата за рефасадирање на Скопје со одлука на Советот ја повлековме. Повеќе не постои. Значи нема да му се случува на Скопје да добива необарак, како што јас сакам да го кажувам. Стопиравме таа градба, извршивме пренамена на панорамскиот мост, бидејќи тој беше во поодмината фаза и беше нерационално да се бара негово рушење. Во смисол на тоа, ако со мали модификации ја намаливме цената на градбата за повеќе од 4 милиони евра, не сметајте го панорамското тркало. Со се панорамското тркало сме направиле заштеда од 13 милиони евра по цените што ги организираше претходната градска власт. Значи, фасадирањето е завршена работа, имаме една реконструкција уште на фасада што треба да се заврши, меѓутоа не во барока, тоа е на поранешната зграда на Пелагонија. Мостот очекувам дека ќе биде пешачкиот мост завршен некаде до нова година, меѓутоа нема да е барок, ќе е убав модерен мост како што го личи нашиот град. Секаде каде што има сомнежи за сторен криминал, јас тоа го имам пријавено до надлежните институции. Некаде 5 до 6 пријави има до сега од страна на градот, што до финансовата полиција, што до обвинителството, што до специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, мислам дека не смеам како градоначелник да се занимавам со моите претходници, бидејќи граѓаните ја дадоа довербата и јас сум прв градоначелник во историјата на Скопје избран во првиот круг, што за мене е сериозно голема одговорност. И токму од тие причини сметам дека јас морам да се занимавам со иднината и визијата за Скопје, отколку со неговото минато. Дел од луѓето, како доаѓаме до определени созданија, ги бајпасираме до надлежните институции, тие да се занимаваат. Ние нити сме суд, нити сме истражни органи, ние само пријавуваме, а тие понатаму ја тераат работата. Мојата работа е да овозможам перформансите на градот Скопје да се на многу повисоко ниво од ова што или од она што во моментот кога дојдов за градоначелник ги наследив. За пример, бидејќи хигиената во градот е едно од најгорливите прашања. Градот Скопје, заради тоталната, повеќе децениска, не можам се да префрлам само и на минатото раководство. Мислам дека тоа е континуитет. Односот кон Скопје е однос како кон несакано дете. Повеќе од 30 години. Јавното комунално претпријатие на град Скопје за подигање на комуналниот смет и одржување на хигиената на улиците има вкупно 26 возила за подигање на смет од секаква големина. Зборувам и овие големини што ги собираат контейнерите и помалите што ги сервисираат кантите за домакинството и само 6 од време на време 7 бидејќи успеваме да поправаме цистерни за миење улици. И не е чудо што е Скопје такво какво што е. И со тие скромни перформанси гледате и луѓето можат да видат добронамерните. Не зборам за злобниците и не зборувам за оние кои што имаат намера да најдат во се нешто лошо. Оние што навистина сакаат добро да погледнат градот, барем хигиената на главните градски улици е на позадоволително ниво од тоа што беше. Далеку од тоа дека е Скопје чист град, да не се разбереме погрешно. Токму заради тоа. Веќе привршуваме со тендерската документација и градот Скопје ќе има целосна промена на комуналниот систем, нешто што ќе се одвива во наредниве 2 или 3 години, меѓутоа што првите резултати, имајќи ги во предвид законските рокови во кои што се изведуваат постапките за јавни набавки, некаде пред нова година ќе можат граѓаните да ги видат веќе по улиците на Скопје и новите контейнери и новите камиони. Нема да, како градоначелник на градот, да штедам
во буџетот за оние прашања за кои што и јас и граѓаните сметаме дека се едни од најбитните, а тоа е хигиената во градот. Значи, патем кажано, во програмата на градот Скопје пишува дека во Скопје има потреба или предвидено е постоење на 6000 контейнери, овие од 1,1 кубик што се. Де факто, потребни се 7000, иако тоа никогаш не било во ниједна програма напишано, а на терен имаме 4250. Значи, една тотална негрижа за тој сегмент на градот и затоа ние градот во ваква состојба. Сега, таа состојба не можеме да ја надминеме преку ноќ. Можеме макотрпно да работиме и работиме. Во текот на викендот, без оглед на тие перформанси, влеговме во клиничкиот центар. Градот Скопје, значи, градот Скопје не е тој што треба да ја држува хигиената во клиничкиот центар. Тоа е како јас да дојдам да ја држам хигиената кај вас дома во двор. Клиничкиот центар треба да си има постапка за јавна набавка кој ќе го одржува. Меѓутоа, очигледно таму нешто не е во ред во самиот клинички центар и на 2 пати тендерот им паѓа. И ние дадов налог уште пред 10 дена, еднаш влеговме па не фатио на поголемото невреме, па излеговме од клиничкиот центар. Вчера влеговме и се вративме да го дочистиме и мислам дека веќе денеска и во текот на вчерашниот ден граѓаните кои што влегуваат во клиничкиот центар можат да ја видат разликата. Правиме некои работи со цел да на заедницата на граѓаните помогнеме и покрај тоа што ги имаме овие скромни перформанси во рамките на јавните предпријатија, меѓутоа полека. Не е тоа нешто што можете, знаете, со стискање на копче да го поправите. Не, овде би се надополнил со мислата на покојниот Роберто Величанец, кој што вели реформа не е само да напишете закон, него реформа е кога ќе се промени менталитетот на граѓаните. Значи, поголемиот дел од загадувањето го вршат граѓаните, затоа треба да се работи на свеста. Граначалниче, ветивте многу за Вардариште. Го посетивте 2 пати пред изборите, а сега Сдруженијата за заштита на животни велат средствата за Вардариште се пренасочуваат за други цели. Не, има една советничка на левица во рамките на Советот, што во исто време и активиста граѓански во едно од Сдруженијата за заштита на животните, која што мислам дека од немарност во јавноста рашири една неточна информација. При ребалансот на буџетот ние направивме кратење на средствата потребни за депонијата Вардариште, а не за стационарот Вардариште. И со стационарот што ќе се случи? Значи, стационарот ја завршуваме постапката пред општина Газибаба. На минатата седница на Советот имавме одлука на Совет на град Скопје, бидејќи стационарот беше дивоградба. Јас непосредно после мојот избор, заедно со Сдруженијата за заштита на животните, влеговме во стационарот, изготвивме извештај. Тој извештај има таксативно наведени работи кои што ние како град или како Сдружение и Агенцијата за храна и ветерина треба да ги превземеме со цел да полека ставиме контрола над рапидната бројка на кучињата скитници на нашите улици. Кога почнавме после Нова година, значи го усвоивме буџетот. Согласно таа програма, јас во годинешниот буџет на град Скопје предвидив повеќе од 100.000 евра за реновирање на Вардариште, стационарот, не депонијата. Констатиравме дека градот изградил дивоградба. И сега вие не можете да вложите средства да реновирате дивоградба. Што е логично. Влеговме во постапка на легализација. Постапката за легализација потраја неколку месеци. На минатата седница ние како град соодветно одлука изгласавме. Очекувам дека општина Газибаба во текот на месец јули ќе ја издаде, односно ќе изврши легализација на објектот со цел да ја започнеме постапката како еден од првите чекори во реновирањето на стационарот со цел да можеме ние да во рамки на изработениот проект извршиме внатрешна реконструкција, го згледаме капацитетот да ги подобриме условите за згрижување на бездомните животни. Бездомните животни се еден комплексен, повеќе годишен проблем. Значи јас малку на шала и беше добра шала во Советот на град Скопје, имаше слично советничко прашање за зголемиот број на кучиња. Велам, окей, јас сум луѓе градоначалник 7 до 8 месеци. Стапив на функција на 25 октомври 2017 година. Во дадениот момент сите кучки скитнички во Скопје да останале скотни и да ги носеле кученцата 3 до 4 месеци, сега нивните кучиња ќе биле 3 или 4 месеци во моментот. Значи станува за нешто што постоело и знаеме дека постоело, меѓутоа не било соодветно третирано и полека, знаете, еден проблем кога не го третирате соодветно, со тек на време расте балонот.
Нарасна те балонот. Сега во соработка со Агенција за храна и ветерина, конечно и таму заврши постапката за јавна набавка за чипирање на домашните миленици, да направиме регистар на домашни миленичиња, за да се обидеме да направиме стопирање на процесот и постапката за механичко зголемување на кучиња скитници, бидејќи како ќе се окучи домашниот пиленик, имаме често дека ги наоѓаме по 5 по 6 кученца на улица, за да таквиот механички прилив го спречиме, а да овозможиме во меѓувреме со стерилизирањето на веќе постојните кучиња скитници да постепено или среднорочно го намалуваме бројот на кучиња скитници. Така што информацијата дека градот ги намалил средствата или ги пренаменил едноставно не е точна. Јас сакам да верувам дека тоа станува збор за недобро читање на буџетската ставка од страна на советничката што ја пласирала таа вест во јавност. Бидејќи се ближиме кон крајот, би отворил една поубава тема, попозитивна тема за град Скопје. Се враќа сјајот за време на летото, организиран концерт на филхармонија посветен на Queen, проекции на филмови, уште многу други улични фестивали. Што е следно во затекот на летото? Значи, ми е драго што мислам дека и скопјани ја видоа разликата во културниот живот во градот. Во првата можност во културата можете со многу малку напор за многу кратко време да воспоставите определени стандарди. Концертот на Феми Кути, концертот на трибјут бендот на Queen, двете кинопроекции што ги имавме, мислам дека се една порака и тоа јас им го порачувам и на Скопјани. Тоа се стандардите за кои што нивниот градоначалник работи за сите области во градот. Во културата е многу поедноставно и полесно да ги постигнете ако знаете да го направите или ако сакате или ако ја знаете правата вредност на уметноста. Меѓутоа и Скопје беше во тој ден регионална престолнина на градоначалници. Така, беа градоначалниците на Загреб, од една страна, меѓутоа беше град единствен во светот како таков настан. Трибјут ту бенд со филхармонија и хор од опера, и имавме повеќе од 15.000 скопјани кои што уживаа на извесен начин им го донесовме Queen, што е несомнено неформалните разговори помеѓу луѓето е дека ова е позитивен дел за градот. Тоа се стандардите. Јас очекувам дека многу слично ќе биде околу новогодишниот период. Бидејќи ни предстои тоа, и сега веќе работиме за тоа што ќе ни се случува, меѓутоа тоа ќе бидат стандардите и за секојдневието, тоа ќе бидат стандардите и за столчињата што сега ги гледате, а ќе ги гледате во сосема поинаква форма во иднина. Контейнерите кои што ќе ги замениме, кои што наместо ругло на градот ќе станат украс на градот, бидејќи секаде во светот таков тип на опрема се смета за урбан намештај, многу мали секвенции. Знаете, имаме галерија на графити. Долу во градскиот трговски центар, нешто што ќе го направиме на други локации во градот. Ќе оди паметното лето светлување некаде во текот на оваа година. Започнуваме прв пат, ми се чини, во исто време, некаде имајќи во предвид законските постапки кои што ги има во смисол на јавни набавки и изработка на проектирање. Во градот Скопје во исто време некаде после завршувањето на месец јули ќе започнеме и во исто време ќе се реконструираат 7 до 8 главни сообраќајници, значи да имаме целосни нови асфалти, нови на велосипедските патеки, секој 2 пати во месецот се гледаме со наточак. Велосипедските патеки ќе добијат нов изглед, ќе бидат зелени, бидејќи ќе ги асфалтираме со зелен асфалт, со цел да направиме дистинкција помеѓу местото каде што се движат велосипедистите и остатокот се обраќаат. Тие финеси ми даваат за право да знам, бидејќи јас знам многу повеќе од тоа што во моментов е до јавноста достапно, нормално го работиме тоа. Скопје година дена од сега ќе биде на изглед, верувам, многу по-фенси град од тоа што е во моментов и многу сегменти кои што сега, да речам, изгледаат просечно, ќе изгледаат онака како што изгледаат во сите европски градови, што луѓето мислам го имаат видено кога шетале. Културниот живот е имате еден голем настан. Убав сегмент, имаме годинава
еден јубилеј, не толку, може би свечен, меѓутоа е факт, 55 годиштина од земјотрес, катастрофалниот земјотрес во градот Скопје, некаква символика и да се присетиме на тие моменти што го уништија нашиот град или некој дух на едно старо Скопје, така што и во врска со тоа ќе имаме определени настани кои што ќе има, знаете и сами дека ќе имаме една нова поставка во Музеј на град Скопје. Во Музеот на град Скопје работиме за подобрување. Не е музеј, знаете, да ставите зид и да ставите слика. Музеите се прераснати во една сосема поинаква проблематика во дадениот момент. Малку може да го долуват, ако успеа граѓаните да го посетат во изминатиот период, музеот на првата партизанска оружарница, ондека кај Стоунбридж хотел позади зградата на архивот на Уставниот суд, и може да видат како всушност изгледа еден современ музеј, каде што надвор од поставката имат и определена интеракција и тоа да бидат интересни места каде што граѓаните ќе сакаат да поминат дел. Културата ќе ја издигнеме на многу поинакво и поквалитетно ниво тоа што досега беше олицетворение на културата во градот Скопје. Ви благодарам што бевте гостин во Студио 1. Благодарам и вас за поканата, секогаш сум на располагање да разговараме. Ова Скопје е тема што никогаш не престанува и тоа е убаво. Секогаш се тука за Скопје. Ако си го сакате градот, не верувам јас дека има човек што не го сака Скопје. Едноставно мене ми е неприпатливо тоа. Ако си го сакаме градот толку колку што мислам дека си го сакаме, тогаш сите ќе придонесеме за неговата убавина. Така, имате еден настан со БМЈ Медија Груп. Да. Во текот на летото. Ова е пракса на Студио 1, политички трилер Времето на Перонов, книга на Санта Аргирова, како еве за вашето гостување овде, не и последно. Благодарам. Кратка пауза и се враќаме со останатите предвидени содржини во денешното издание на Студио 1.